Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер и добро дојдовте во неделното издание на Гласот на народот. Што да ви кажам, наистина, кога ќе се речеш некојаш, па ќе се заморив. Зошто се заморив? Па ја гледам политиката и народот како се однесува во просторот, викам те едно исто, еден стани, друг легни или обратно, така да речам. Но самите вие кои ќе ве сретне некој и ќе ви каже, ќе ви рече, Слободан, бевте многу добри и овие години, навистина продолжите и натаму. Ова не случайно го спомнам, бидејќи повод ми даде Саша, зимам за право, тој во непосредна близина на нашата телевизија, кога многу го почитам и поздравам, и ми е вистинска парадигма како се сака државата и како се сакат белезите на државата. Да, честе да се сака знамето на Македонија, а не да се страмиме од името, знамето, идентитетот и сето она, и како по дефиниција да речеме некој ќе не награди, ќе го спомниме тоа грдо име што еве гледам денове на 9 јуни, нашите соседи, другите во околината се борат за некои и гласови и ја напаѓаат Македонија, македонските челници, дали требало да се спомне тоа грдо име во сите пориви на животот, односно дека тој што реши да го смени името, така и даден збор. Зошто си земам 5 минути ќе му земам од мојот соговорник, али ќе надокнадеме повеќе? Затоа што во времето на Отоманската империја, рече во царството на Сулеман, на големата негова војска која се грижеше за стабилноста, безбедноста, беа бостанџиите, или како да ги наречеме. Од друга ситуација, јас почитувам нашите земјоделци кои се срцето и дамарите на Македонија. Македонија е земјоделска држава. Еден кој се дрзнал да препродава бостани, го продаде името и го снема. Разбравме дека еден од семејството и тие така дел од семејствата се преселуваат во местото каде се кријат многу пари, многу злата, тој Дубај, но нема да му дозвола многу време и тие откако реше да го продаат тоа што не се продава, тоа името, идентитетот, и добија тоа што добија, кажа председател на државата 150 милиони евра за продажба на името и се вивна далеко во невесата, заедно со своите коалициони партнери, тоа е ДУИ, и така, партија која плаче, не се задоволува со вистинските резултати. И второто што го спомнав, тоа е Андреја, мој драг пријател, кој 24 години, колку што е Гласот на народот, секогаш ми е голема поддршка и ми дава ветер и грб и му благодарам за сета таа поддршка. И конечно, што сакам да кажам? ДУИ СДСМ се вивна во звездите, а многу често ние кои завршивме гимназија и редо ги работи, учевме еден јазик, мртов јазик, латински, ја го љубев многу и многу сакав да научам повеќе. И ми влезе во дамарите што вика, една позната вели ad astra per aspera, преку трњата до звездите, како што мисла дека замина ДУИ и СДСМ. Но обратно, денеска ДУИ и СДСМ падна од звездите во трње. Еве, тоа нека биде мојот воведен збор, апропо сео што не се случува, и ќе му посакам добро вечер и добро дојде на мојот почитуван соговорник, тоа е доктор Љузим Фаризи, политички аналитичар. Морам да видам прецизен со вашето име, бидејќи им беше замерено, но носите прекрасно име. Еве, затоа ставив едно прекрасно цвеќе во студиото. Како сте? Добар. Вие? Еве, дадов еден воведен збор, што значи распродржба на нешто што не се продава и да забегаш далеко, мисли дека ќе се сокриеш од криминалните дејанија. Тоа се однесува за човекот кој го продаде името заедно со својот пајташ, камарат, и ден денеска сега гледам дека плачковци од не знам кој ред
и од звездите падна в трње. Тоа беше и предлог на народа, да бидам искрен, апропо таа позната сентенца по римското, од римскиот јазик, од латинскиот јазик, што вика ad astera per aspera, преку трњата до звездите. Дали се согласувате дека ДУИ СДСМ имат вистински пат од звездите во трње? Ви благодарам првин за поканата. Задоволство и чест. Сакам да ги поздравам гледачите. Мило ми е што веќе втор пат за месец и пол сум тука во вашата емисија. Нашите анализи беа пред изборите. И ако се сеќавате на тоа, може да ги вртат луѓето што го имат гледано истото. Прогнозите? Да ги видат прогнозите, да не кажем швајцарски сад сме биле. Ова не го правам само јас, туку и моите луѓе што ме поддржуваат, јас за да бидам дел од медиумите. Сакам да ги заблагодарам сите тие луѓе, односно народ кој секојдневно ми пишуваат низ Facebook и во социјалните мрежи, и дополнено секој граѓанин ме поздравува и ми даде храброст да бидам се почесто во телевизиите, но секогаш треба да донесеме нешто ново, да бидеме интересни за гледачите, но сепак секогаш да бидеме на слуга на граѓаните. Бидејќи секој наш кажан збор пред медиумите, односно пред камерата, дава во смисла одговорност на тоа што ние го кажуваме како став како кај народот. Бидејќи не секој е правник, не секој е економист, не секој е политички аналитичар или во професија, секој си има своја професија, не значи дека се знаат. Но барем на политика ние како ги правиме анализите, тие да видат задоволни и коректни и ставовите нашите да ги земат така, но ние што ќе ги кажеме ставовите треба да бидат реални. И јас одамна го имам кажано и денеска ние многу малци имаме луѓе кои сакат вистина на државата и народот. Во минатото се случиле луѓе неодговорни да ја водат државата и пред се кои се воделе на тесно фамилиарни, пошто порано беше тесно партиски, веќе тоа од тесно партиски веќе поминала на нешто посублимирано, односно помал обем на действување на политиката и веќе тие не размислат малце поголемо за целата партија, за еден круг на луѓе, веќе почнале да мислат само за одредени луѓе, односно од семејството. Гледаме дека секој член на некој функционер кој е во државата станува милионер преку ноќ, преку ден. Така што ние треба да градиме, односно да градиме тако мислење што народот во секој следно гласање треба да избира секогаш подобар политичар кој ќе треба да ги застапува во институциите на државата. Многу интересно што многу луѓе Ахмет и Калман го вида како крал, како незаменлив, како тој да е господар на државата. На 8 мај се докажува дека може и на друг начин, може значи многу лесно да се смени. И го гледате веќе од 8 мај наваму, човекот освен што излегува и дава некои паушални изјави што не се реални, што може да ги коментираме малце покасно, но се гледа дека најголема сила од народот нема. Ние треба само како луѓе секој се има малце суверенитет, односно власт, и тоа се искажува на изборите и тоа се докажа на 8 мај, кога победени ВМРО допомне да го стави во опозиција, и тоа е многу здраво, не за нив, туку за целиот народ. Јас во вашата емисија имам кажано и тоа се случуваше, односно кога велев дека албанците се заглавени во кал и му треба македонски херој кој ќе ги извади нив од калта, и се случуваше. После 8 мај, значи дуи ВМРО допомне за Христијан Мицковски го остави во опозиција, само чекаме да се составува влада на следните 10-15 дена. Мислам дека се при крај на тие преговори за составување влада и реално ние ќе посеме да ја вратиме државата во нормално. Што значи тоа? Ние треба да ја вратиме државата на нормална на два полиња, што се генерални. Тоа е надворешната политика и второто е многу позначајна за нас како граѓани, е тоа внатрешната политика. Нормално дека нашата држава треба да ја застапуваат луѓе
професионалци надвор од државата, треба да имаме, освен, бидејќи ние мислиме дека само претставителот и Министерството за внатрешни работи се дел од владата, но не треба ние да забораваме тоа што преска го спомнавме, културна дипломатија у странство, ние треба да имаме застапници, односно дипломати кои ќе не застапуваат надвор, не само дипломати од кариера кои веќе 20 години правеле дипломатска кариера во име на партијата, туку вистинска дипломатија. Не, јас мислам дека треба да се расформира тотално Министерство за надворешни работи и да не застапуваат луѓе како амбасадори или конзули во тие држави кај ние имаме представништва. Да бидат главен крвоток и главна нетворк мрежа со светот. Да, за да можат нам да представат пред се како вистинска држава, во смисла на целокупното богатство што го имаме, културно наследство, и тука вклучувајќи и името на нашата држава и народот, без разлика тоа дали ќе биде дипломат албанец, македонец, турчин, влах или ром, многу е значајно тој што ќе не представува вистински да ја представува државата и да се бори таму, не да се бори таму да шверцува цигари и алкохол како е ден денеска. Не може пример, ние знаеме дека секој вработен кој е во Министерство за внатрешни работи, за надворешни работи, се извинам, па и секој вработен кој е било дали е во државна администрација или во приватниот сектор, треба да прави систематски преглед. Во систематскиот преглед, таму, кој ќе ти прават систематски преглед, те прашува докторот дали си пушач и дали пиеш алкохол. Ако ти кажеш дека не пушиш и не пиеш алкохол, како ти кога ќе станеш дипломат надвор од државата, ти носат цигари, ти носат алкохол, кај го носиш тоа? Кога ти си се прогласил дека не пиеш истото. Ја ви благодарам за ово подпрашање што ми го дадовте за право. Неколку пати, запамтите го, имам зборот. Имаше јавна информација, скандал во времето на Османи. Значи, стигна депеш од Австрија, каде е пронајдена голем шверц на акцизна стока. Тоа беа цигари, алкохол. Па генерално тоа го прават. А под плаштот дека тоа е мебел за ДКП-ата во странство. Значи, еклатантен криминал, шверц, комерц, дипломатија, што нарече Димитров, топтан дипломат, салама тактика со шверц, комерц, дипломатија. Поверите. Сакам да не се надоврзам со ова. Простете, можеш. Уште малце па да се навратам на тоа што ми беше целта. Да. Кога ги носат дипломатите, нека генерализираат тие што се експерти по тоа област, па и министерот за надворешни работи кој ќе дојде во иднина. Види, сите луѓе што работат во нашите амбасади и устранство, во таа околина што идат, значи ако пример се од Тетово или од гости ванилно, гледат кај им се нивната диаспора. За полесно да шверцуват, не дека тие сакат таму повеќе да носат странски инвестиции во наша држава. Шверцко без дипломатија. Ние имаме представници надвор од држава кои се економски промотори. Нула инвестиции, зошто да ги платиме тие? Треба да ги вратиме назад. И мора да правиме хесап, значи калкулација. Колку трошим за тие луѓе, колку ни се враќаат тие пари. Да се навратиме. Ваквите луѓе, сакам да не се навратиме, ваквите луѓе, зелени дипломати, кои ќе ги носиш у странство, тоа значи дека ти имаш зелена дипломатија кај нас. Министер за надворешни работи, премиер, председател на држава. Пошто ти дозволуваш таки луѓе да те застапуваат надвор од државата. И затоа ние имаме слаба позиција. Кога ти имаш слаба позиција у странство, тоа значи дека автоматски и ти имаш послаба преговарачка позиција, карши пример Бугарија, Грција, па и карши сите меѓународни. Гледат кај се движи амбасадорот, шо прави амбасадорот, без да води политички диалог, дипломатски диалог, тој шверц комерц. Па реално да, знаете што, јас сум имал можност да бидам член од, сум имал можност приватно, нормално, да бидам дел од некој маси, семинари, работилници во странство, еве за културна дипломатија конкретно, од кој пример од 24 излагања
8 имале грците. Министер за надвршни работи, бивш министер за надвршни работи, амбасадори во странството, за Германија пример. Од 8, 4 теми поврзани со Македонија. Затоа ние не добија. Во минатото ти кажам, затоа ние нашите амбасадори кај се? Нашите амбасадори по кафулиња, по ресторани, гледат таму да најдат клиентела, за да може да прават да носат колку цигари сакаш, колку дрога. За тоа за цигари, за алкохол се знае дека правиме, за другото не знам. Тоа е познато веќе. Идеш примерно на место цигарата да ја купиш 14 евра, идеш кај него 5 евра кутија, разбери 3 евра, зависи како се снаѓа до бизнисот. Ние мора на ова војнина да ја стопираме и да не застапуваат луѓе. Пред се и одговорните луѓе на социјалистите на државата треба одговорно да ја водат државата и под секоја цена да ја бранат нашата татковина и во името и во нацијата. Без разлика. И ние многу е важно да имаме национален консензус. Јас мислам дека тргнал национален консенсус сега, гледајќи на таа како се обиденуваат двете поголеми табори, да не кажам условно, македонската страна и албанската страна. Дали вреди да биде коалиционен партнер на ВМРО ДПМН, не знам? Јас мислам дека вреди за да се врати Македонија на нашите раци, односно да се врати и да биде наша. Така да речено од Европски фронт вели дека не се легитимни тие, не се легитимни албанци. Според нивната теорија, само тие се албанци во државата и само тие се газди во државата. И според нив Македонија не може да постои ако тие не се на власт. Јас мислам дека тоа ќе се заборави за кратко време. Ние треба одговорно да ги составуваме институциите и многу е важна институција, според мене. Институциите треба да делуваат многу брзо. Значи во првите 100 дни јас мислам дека треба да се сконцентрираат тотално да го сузбијат криминалот и корупцијата. Кога ќе се сузбие криминалот и корупција, не во смисла генерално, туку и не треба само ние на 8 мај веќе ги ставивме нив пост 8 мај во опозиција. Не. Тие треба да одговарат тие луѓе што ја покрадале држава. Кога ќе почнат институциите да делуваат низ тие луѓе кои го злоупотребиле службената должност, положба мислам дека тие ќе немаат време да се замарат. Романците во два наврата имале свој обвинител, двајца примири беа за решетка. Има ли случај во Македонија? Иво Санадер го стави Хрватска во Европска унија. Во Романија дефинитивно. Санадер да не е таткото на модерната Хрватска, нели? Хрватска ја стави во Европска унија, но одговараше за тоа што им правеше, што ја крадеше државата, нели, за тоа. Дали наслушало предложи народот, јас го прифатив апропо Ад Аспера преку трњата во звездите, обратно, дуј СДСМ падна од звездите во трње. Пример, СДСМ се градеше како, односно дојде во власт во начин веќе кој ние го знаеме со аферите, нели, 2016 и на таков начин, да не кажам, нелегитимен во тој пред. Може Јас се извинувам вокабуларот што ја се воздржувам, меѓутоа тој беше перверзен во секој случај. Да, во начинот како дојдеш. Недоличен, предавнички, не принципиелен начин. Па реално кога тие дојде во власт на тој начин, без некоја поголема платформа за народот и така неславно припишаат двери од Српската партија. Ништо буквално, тие само со бомбите се дојде во власт и мислам дека тоа долгото период 11 години што влијадела. Тоа даден им се од надвор. Но истото пример дојде во власт буквално од трните, да не кажам од грмушките, и 22 години успеа да инсталират еден криминален систем во државата, кој никако ние не можевме, односно да изделаме од тие канџи на таа политичка партија, кој сегде се пикаше во државните институции, дури и во приватниот сектор, но мислам дека сега со составување на влада веќе ќе почне тоа да пукне лека по лека. И многу интересно дека, уште еднаш да се повторам од минатата емисија, дека одеднаш сите се стајни во ист вагон, ме разбираш, бившите политичари кои злобно се однесуваат кон држава. Не значи дека овие се вреди, можда се ангели,
Но јас мислам дека кога ќе видиме одговорноста кон другите, одговорноста на бившите кои го злоупотребувале, односно конкретно ДУИ и СДСМ, јас мислам дека во вреди ќе почнат да се однесуваат барем според нормите, односно според законите и уставот, барем истите да ги почитуваат. И не значи дека ниту еден нема да го злоупотреби службената должност. Тоа е нормално, тоа се злоупотреби на големите демократи, но мора да има одговорност за тие луѓе. Порано немаше одговорност, дури таа неодговорност дури се легализираше со закони во нашата држава. Пример, ние имавме катастрофални некои случувања кои се случува во државата во смисла на губење на човечки животи, Дурмот Турс, модуларната болница, автобусот што се изгоре во Бугарија, никој не дури тие луѓе ги гледаше во митинзите на ДУИ. Дополнително на ова што моментално ДУИ се обидува да го надметува идејата, што сака да надметува идејата кај странците односно, бидејќи за прв пат странците во нашата држава барем јавно не се меша во составувањето. Секогаш странците беа од страна на Али тоа дека ги пушта низ вода, јас мислам дека веќе ги пуштале низ вода. Овие што се обидуваат сега да наметнуваат дека ќе правеле петиција, па ќе го носеле Вашингтон, Брисел, Берлин, да, не го знам читав што. денеска Лога вика им пиша на Европската унија и Стейт департмент за најавите за распуштање на судскиот совет и советот на јавно видителство. Кој ќе го напушта он? Им пиша писмо Дека он ќе ги пушта? дека новата власт најави за распуштање на судскиот совет и советот на јавно видителство. Па ако била криминална организација, то нормално ќе се распушти тоа. Пошто од тие ако биле пошто се докажува дека советот на јавни обвинители, односно Изет Мемети беше на таа аферата со судијата од Врховниот судија. Да. И нормално дека да, јас мислам дека треба големи реформи. Знаете што? Јас пример за може да го искажам прв пат во емисијата кај вас. Тоа треба да се реформира тотално. Јас мислам дека во нашата држава, бидејќи владата веќе има двотретинско мнозинство во собранието и може да се донесуваат некои сосема други одлуки во смисла на организација на судската, не да се меша туку да дава повеќе можности. Јас мислам дека многу лесно може да се сузбие криминалот и корупцијата во нашата држава. Пред се ние имаме специјално јавно обвинителство за организиран криминал во нашата држава. Јас мислам дека тој дел треба да му се даде уште повеќе овластувања, но и одговорност. И ние треба да има и во судот таков оддел за тие предмети што се поврзани со криминал, корупција, во смисла на високо ниво, и тоа обвинителство да се замара само со тие предмети и да се решават во брза постапка и во посебниот дел во судот, што ќе биде и во првиот степен и во вториот степен, но одговорноста треба добро да се платени, но треба да се дава одговорност. Јас би го сменил кривичниот закон за тие судии и тие обвинители, ако ја злоупотребат службената должност, да има доживотен затвор. Ама тоа доживотен затвор да биде само во делот на тие јавни обвинители и на тие судии кои ќе судат на овие, да не им текнува да го злоупотребат, но пред се треба да се платат и да се заштитат од страна на државата. Да не бидат изложени на искушенија. Да, за многу побрзо да го субвенционира криминалот и корупција, да не му текне на некој да прави криминал и корупција во државата. На друг начин не може. Согласен, секој случај, затоа американците река дадовме на милијарда. Справете ме толку долари за реформи, за да имаме исчекор нешто во судската власт, во правосудниот систем. А замисли да ги инвестиравме тие пари во ова, јас се го кажав преска. Да ги платиме 10-15 илјади евра, нека ги платат судиите тие или обвинителите 5-10 колку се внатре, ама да дават и одговорност. И резултатите да покажат се. Резултатот, слушај, ако не се плаши, ние имаме Катица Јанева кој го злоупотреби службената должност, колку години, 7 години следеше на затвор и излезе, да се заборави тоа. Не, доживотен затвор. Да скапеш во затвор, да не текне и да биде огледало за никој друг не се дрзне тоа. Да, па и другите ќе се плашат. А он сам да видиме колку ќе се нафатат да работат тamo.
Да. Да вратам повторно страницата на Али Ахмети, кој дефинитивно не може да се помери со фактичката ситуација дека ниту хигиенски, политички хигиенски, ни ментално, ни никако не е дозволиво повеќе да се бави, да биде на политичката сцена, како власт, имајќи факт дека зад неговото име и презиме и неговите камарати стојат големи криминогени активности, според јавните настапи на политичарите, на медиумите, на меѓународната заедница. Го видовме холандскиот амбасадор не отиде во влада, го посети во Мала Речица и му кажа нон пасара, не може така. Како го дефинирате се тоа што Осман Ахмети вели нема шанси, ние ќе преземеме секакви инициативи, секакви чекори, да ја сузбиреме оваа коалиција на ВМРО ДПМН со вреди и знам и нема да им се остори планот. Нели има некоја закана, држи, има тежина некој или тоа е испукан празен куршум? Многу прашања, има многу размислувања, но да ги кажам ред по ред. Дој како политичка организација не може да се помина тоа да иде во опозиција никогаш. Никогаш не може да се помира тие во опозиција. Во минатото имаше такви информации во народот дека дури мајките отишле плачеле кога некој ќе го смени или се правил молби дека некој ќе го сменат од функцијата директор. Отишла мајката плачела таму во Дуи и кажа дека ќе паднал синот на депресија. Имаше нели пред неколку години кога отишол мајката. Директор. За некој директор отишол мајката плаче дека му паднал синот на депресија пошто ќе го сменат власт. Овој ќе паднал во депресија ако не се дели од власта и гледам дека одредени функционери кои веќе знаат дека ќе бидат во опозиција почнала. Да. И тоа на поголема доза не само на дезапам и на други лекови. Зашто? Дури ме чуди и изјавата на Ахмети кога го праша пред 2-3 дена го видов со еден новинар, го праша вие ќе биде не, значи тој не може да го смисли себе си во опозиција. Но тие ќе прават петиција. Многу е важна пред петиција, многу е важно да се знае и да им објасниме на граѓаните дека највисокиот политички акт во државата е Уставот. Уставот признава само еден победник. Само еден победник признава и тој треба да создава влада. Во конкретниот случај ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН може да го земе секого. Но гледајќи дека државата реално е мултиетничка, тој води сметка за да бидат застапени сите во држава, во власта. Но начинот тие како сакат да го вметнуваат идејата и сами да се вметнуваат дека по секоја цена треба тие да бидат од влада. Тие се бореле во некоја друга лига и сега сакат да влезат во власт. Значи, дури мене знаеш кој ме чуди? Не ме чуди Али Ахмети, пошто тој се знае како дошол во власт. Не ме чудат другите помали политички партии од другите националности кога ги вреđат. Значи, он зборува на име на ромите, на турците, на босанците. А додека од друга страна босанци, турци и помалите заеднички заедници, не, се и во другите политички партии, во СДСМ, во ВМРО ДПМН. Значи, и тие сега се земат до себе си да му дадат на Али Ахмети да зборува на нивно име. Замисли Ахмети да зборува на име на 1000 роми во ниво на државата. Ако има 1000 гласови од роми, да зборува на многу повеќе се ромите во држава, многу повеќе се турците. Сега како ми дозволат тие самите председатели на партија кои имаат печат од џеп и си уде за да станат пратеници, пошто истите не може да станат пратеници во другите. Но тој ги злоупотреби Ахмети за политички цели, односно лични политички тесни. Искористи. Да. И сакам да се надоврзувам. Нешто друго, петицијата нека ја пушти. Јас сакам да ја пушти петицијата. И јас ќе му потпишам ако му треба за таа петиција, но под еден услов. Кој е тој? Тој услов е, сите ние ќе му потпишеме, нема проблем. И јас мислам дека ќе согласам и ти и целиот народ. Ние ќе му потпишеме сите. Само го молиме. Да се замине. Него. Да иде на целата потесна фамилија, на сите негови луѓе кои со години правеле капитал, имотните листови да ги ставиме
во таа петиција и да го носиме во европските представништва, односно Берлин, Вашингтон, Париз. Значи, да ги носиме таа петиција, но имотниот состојба на сите. Да го видиме кој е тој човек што правил 30 милиони евра, 50 милиони евра, од такси станал милионер, мултимилионер, 50 милиони евра, градил згради, кој е тој политичар, односно тесен политичар кој стекнал толку имот. Таксиста 50 милиони. 50 милиони евра. И сега, така се проценува богатството на тие луѓе што работеле, биле таксисти милионери, станале министри па милионери. И да видиме тоа имотната состојба да го носиме со нив, тие пресуди што ги не правили политички, па да видиме како ќе се однесува европската не само подпис. Ги замолуваме, ние ќе му подпишеме, само по еден услов. Да ги земат имотните листови од катастар, што ги од централен регистар фирмите што ги имат, нека ги стават во досие. На семејствата и на сите. На семејствата и на нивните луѓе кои се збогатиле енормно во последните се знае години. прилика колку милиони евра се стекнат од прилика? За генерално? Да. По 1 милион има секој во капитал, секој да ги гледаш нивните потесни, што се подалечни, поблиските, само што не им се... Затоа ние треба да идеме на ветинг на народот. Јас сакам да бидеме ветинг на целиот народ, за да видиме кој што гледа, пошто тие ги краделе ми ставе на име на Томислав, на име на Љули, на име на друг. Не, да видиме и тие каде ги земале тие пари. Потекло на имотот во истинска смисла. За секој граѓанин. Јас сум ветинг први за сите граѓани, на обичните граѓани. Кој ќе го прави тоа? Што имаш ти? Ништо. А ти Љули колку имаш? 2 милиона. Кај си ги земал тие пари? Сите треба да даваат одговорност. За да ние да тргнеме напред. Вака тие краде стави на име на еден бизнес, на вториот, на третиот, на петиот и не може ние да ги фрлиме. Но ги замолувам. Нека прават петиција, ама нека ги стават и имотните листови на тесно фактичката финансиска потенција. За да не само ако го барат легитимитетот, ама мора да тие да знаат устранство дека нашите политичари тие не може да се збогатат од странство, нашите преку ноќ се збогатуваат. Да. Во Тетово, дали дуе газда или слуга во однос на гласовите? Кој ќе речам слуга, во смисол дека во Тетово за Европскиот фонд не гласаат албанци, гласаат други во рамките на коалицијата. Европскиот Во фонд. шеска мислиш, комплетно? Шеска, да. Во шеска веќе се изначено да не бидат турците таму, јас мислам дека сосема на друг начин и дополнително клиентелистите, пошто таа политичка партија знаеме како ги земаше гласовите. Притисок, уцени, закани, подкуп. И нормално дека тие 22 години владееле. владееле. Турци, бошњаци, роми, а не албанци, така да. Па генерално во ниво на државата гласала е така. Така што тоа не покажува реалната слика на тоа колку се. Многу дури за мене тоа не е важно. Да. Пошто апсолутниот победник се знае во државата која е во мора да помине и според уставот она треба да става влада и може да се. А тоа што е дека албанците мора да бидат дел од властта, мнозинството, јас не се слагам, пошто ако дуи ги зема на ваков начин и ја краде држава, не значи дека не е под секоја цена крадците треба да ги ставиме во власт. Да бидам искрен, кај сами ме изненади со позитивна изјава, позитивно. Благопријатно е да се слушат политичари или пред јавноста се сеќавате, викам, нам не ни значи дека во владата мора да биде албанец и министер. Значи ни треба вистински организатор, министер кој не мора да биде албанец, да биде македон, значи човек кој треба да ја врши работата во вистинска смисла на зборот. Значи нам не ни треба квантитативно, ни треба квалитативно менеджирање и водење на политичкиот амбиент. Па може да диречи на претходно што еве го слушам силен седна па гранчаникот на Сара вика со овој начин за председател на собранието избиран во кафич. Да. За еден седен, нели тој е председател на собранието во државата избиран во кафич. Па тој се избираше, не заклетва даде. Добре, јас не знам точно кај се одржи тоа, меѓутоа вели. Па некој кафич таму го избира? Па го избира него за председател на држава. Ја бев изненаден. Да, за председател на собранието. Меѓутоа беше непријатно, мислам во секој случај. И сегашниот председател на државата Бујар Османи, нели? Тој се Значи си биле у кафич избран. Да, си иде во тоа. Со Европски интернационал, со таа химна. Да, премиер имаме албанец, председател на државата, значи
Симулација нека. Многу смешно. Многу смешно, тоа не знам кој му го правил тој на пиар. доверба кај македонскиот електорат, ваквиот начин на несериозно, несовесно однесување, мајчи факт добро спомнавте. Значи, која финанска потенција располага Али Ахмети и неговата камарила, мислам камарати, да речем, во секој случај, дружина, имајќи факт дека не можете ништо странците да се кријат. Еве, рековте, и убаво да подсетиме американската амбасадорка, што не ми е по дефиниција да спомнам амбасадори, тие само месенџер бој, пренесувачи на пораки од нивните држави. Но самата дојде и рече, нема да толерираме криминал во Македонија. Јас мислам дека прв пат американската амбасада беше многу децидна, нели, пред изборите кој она мислам дека ако сгрешам некаде дека инфекција дека е карцином на државата и кажа дека не само што му го тепавте идејата и иднината, туку му го уништите, му го тепавте и надежта. Тоа е многу, што е многу лошо, опасно. Надежта е што пошто последно умира, што да, и тоа каже сте му го уништиле. Тоа значи беше директно те некој го уништиле. Пренесена порака од врвот на Америка. И јас мислам дека тука беше веќе се знаеше. И ние треба да бидеме благодарни на нив што не се меша овој пат. Докторе, една работа. Дали ние, јас на пример, еве искрено сум 44 години сум во мас медиуми. Мене секојаш ми пречиш и сега ми пречи. Дека јас морам да бидам држава под терк на некоја западна држава, како треба да дефинира мојата влада, кој министер треба да биде, по телефон да се дефинира, стави го Рајко, Петко, Станко, Чази, Милјата, би кој да е, да дојде. Не, тоа не. Дали треба држава да биде со сите нишани, сама да се дефинира, како што спомна Доналд Трамп. Не смееме да влијаме во држави, демократски, како да ги дефинираат своите политички субјекти. Оставите ги сами. Јас мислам дека дали хибридна влада тоа ако се меша хибридна влада, но моментално како стојат работи, јас мислам дека не стаеле американци и странците, односно поголемите. Сами да си ја дефинираме? Сами да се дефинира, јас мислам дека убаво ќе ја дефинираме. Јас се надам со тоа дека дали треба да се успрати порака и да новиот мандатар и премиер дека нема еден збор вика no mercy, без милост. Во политиката, да, јас мислам дека нема љубов, има само има интереси, национални интереси. Фала Богу што му кажа да бидат национални интереси, јас мислам дека тој треба да нема џентлменски договор, ќе се води сметка, ќе треба да има валјда го прават џентлменскиот договор помеѓу коалицијата на ВМРО и Вреди. Не зашто тоа џентлменски договор со криминалците, да речеме ќе амнестираме. Во смисла да ги амнестираме, не. Тоа не сме да се случи во никој случај. Не сме да се случи во никој случај. Јас го спомнав предска, не само политички да бидат тие казнети, како што во опозиција, не да одговорат за тоа и под секоја цена да им се вратат нашите украдени пари назад. Не во смисла да не ги стават во џеб, докато да не стават на држава. Ќе се вратат парите? Зависи како ќе го правиме системата. Еве ќе ви кажам, човекот на српската опозиција, значи медиумите пренесуваат, Джилас. Тој пред 2-3 години одеше, тоа не се мои, ни ваши, тоа се параметри, тоа се информација од Светска банка, од институциите кои ги трагат по лондримани, по крадби и пари, и вели дека имаш околу 780 милиони евра. Не знам колку му продај до Мауриција сега, видовте што се случува во нашиот северен сосед, повторно опозицијата паѓа. Значи, дали може со сила убавина се, дека народот не те сака? Кога правиш криминални дејанија, а со сила не може да му се наметнеш. Апропо ќе завршам, тоа е со нашата сегашна опозиција до СДСМ. Дали може со сила убавина да дефинирате? Не. Во нито еден момент не може со сила убавина да прави, само од тоа што излева од народ, волјата на народ треба да се потчува, и тоа мнозинството. И не смееме ние да дозволиме луѓе да седат во власт. Јас мислам дека сум прва држава што го давам сум ја дал таа идеја одма после изборите во една друга телевизија. Јас кажав дека и политичките партии кога ќе почнат да преговорат, јас на овие од Вреди имам кажано дека ние ќе ги земаме овој министерство, ќе го земаме овој директорско место, таа агенција. Добро. Не е пазар. Добро. Дали вие имате истражување внатре
вашите луѓе од Колку целата капацитет политичка партија, имат? колку имате капацитет. Ти пример може да го бараш, карикирам сега, некоја специјална дејност, еве манав, ми тегна прва. Ти прво треба да видиш дали имаш инженер за воздухопловство. Браво. Јас не ги разбирам, претпоставувам дека е така. Ти ако бараш во некоја друга институција, дали таму имаш таков експерт за таа позиција? Јас мислам дека многу е тешко пример да најдат правници. Ќе дојдем во една ситуација кога ќе не може да најдат правници, затоа што мислам дека малце полесно се наоѓа и да ќе од мојата професија што ја имам. Но првин треба да се истражуваш дали имаш таков пазар, за да можеш, односно дали имаш таков капацитет, човечки ресурси, не во смисла само да има диплома, треба да има и знаење. Видовме дека има синот на еден политичар, не завршил правен факултет, а имаше стана правосуден. Така, обвинител или судија, да. Не знам, сега тој треба да суди, да го суди односно татко или неговите другарчиња. Кој не сака да се тргне од фотелите на премиерско место. Многу е важно да има првин тоа, второ. Секој човек што треба да седи во некоја функција, треба да има пилот проект. Кој ќе те стават во некоја позиција, директорско место, не само да одам. Треба да имаш пилот проект. Со тој пилот проект, јас ти гарантирам дека тој што ќе го прави тоа после, луѓето. Некој што работел, пример, во продавница, знам јас, работеше еден во продавница, во минатата власт, стана директор во економски директор, како се тие во болница. Добро. Продаваше во продавница за алишта. Јас се извинувам. Ме разбираш? Не може да се контролира. И дури се разочара човек. Економски директор у болница. Да, економски директор. Од продавница, продавање на организационен директор, не знам сега како се тие таму организирани. Продаваше алишта за деца. Разбираш? Треба да имаш проект, треба да го избират него, но треба да го наблюдуват него. Дали ќе го спроведува тоа што го има пишано? 3-6 месеци, не го бива. Што треба да го чекаме како дуј 12 години да се докажува, 20 години да се докажува. Да се едуцира и таблира. Па немаме време ние. Тоа беше касами со неговата изјава дека токму. Дај Боже вака да биде. Јас сум на ова насока. Ако не го правиме во онова насока, држава да се движи, и ние не треба да правиме големи работи. Докторе, не треба да кај е храброста вашава, искрено е? Како одите, јас исто сум новинар кој не провоцирам некоја, давам некоја оценки што мои колеги ретко тоа го кажуваат, бидејќи за жал морам ова да зборам, постар сум доста не припаѓам од таа група новинари, како ги викаше мојот починат пријател, новинар Никола Младенов, го спомнам за убаво, клативо е Такоевич. Да клатат со грави, да рече така е. Дали имате страв, да речам, да се движите? Не, воопшто не се плашам. Воопшто не се плашам. Во една друга емисија ми имаат прашано. Исто вака? Да, буквално дали се плашиш. Горан Мамировски ми има прашано во емисија, да. Дали се плашаш? Не кажам, јас не се плашам и сум спремен да умрам за за каузата, за мојата кауза и толку сум запрел со мојата излегување, со мојот став. После другите, знаеш што кажуваат? За кои каузи? Не одредена политичка партија. Не, сакам да го повторам. Да бидам јасен. Да, јас не се плашам воопшто. Окото ми трепнува. Бидејќи сум страна на народот. Истината. Народот ме сака. Така. И јас сакам да ги бранам нивните интереси. Така. И сакам моите сваќања и каузи за почитување на законот, на уставот и на правото воопшто во држава, бидејќи сум правник, да дадам до крај. Но, знаеш за кои каузи? За демократските каузи на државата. Докторе, не знам што да ви кажам, со оглед дека која ова би е втора или трета емисија заедно реализираме, втора. Со толку искуство мое новинарско емисии без куртозност. Не оставате секаш вака. Исполнет, меѓутоа, немам коментар што да дадам. Ќе ви се задоводар во секој случај. Мило беше што мене чест и задоволство. Што еве не почестивте со еден прекрасен опушена анализа, апропо се ова што велиме дуи се да сама пад од звездите во трње, бидејќи никој не се родил еден од тие монархиски држави со монархија или времето на египчаните кај што имаше фараони или така натаму, по дефолт им се наследници, дека не може продавачка, кој рековте, на беби конфекција да стане
економски промотор или економски директор во нека институција, за жал, кај нас стана. Ви благодарам уште еднашка. Сакам уште да Ве кажам. молам. Во политиката се каже како си дошол, така ќе заминуваш. Тие дошле во 2001-2002 со крв и со пушка, но замина со глас. Но мислам дека ќе дават одговорност за тоа. Силата на народот никој не може да го запре. Треба ние да му се заблагодариме на народот што гласа масовно за ВМРО да помине, за да не го условува Дуи и за сите албанци кои гласаа за Вреди и другите националности без разлика. И не треба да бидеме горди што ќе имаме една влада која пред се нема да падне на тие заканите уцените на една криминална организација како е Дуи во заминување. Благодарам уште еднашка прочитување. Тоа беше доктор Люлзим Фаризи, политички аналитичар. Еве овие 45 минути навистина му дадов повеќе простор, бидејќи сакав да го слушам неговиот став, сакав да ги слушам неговите анализи за и ова што се случува во државата, особено незаминувањето на еден чесен и фер начин на политичарите кои народот им кажа не, доста е. За вас нема да биде доста никогаш во оваа емисија, со што продолжуваме натаму. Ве поканувам во петок во нашиот вечерен магазин. Бите живи и здрави и останете натаму на фреквенцијата на вистинската телевизија Вистина. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре во исто време на Вистинска телевизија.